колку заработуваш и колку продаваш е еднакво на што мислиш за себе. Уште еднаш ќе кажам, колку продаваш и колку заработуваш е еднакво на она што го мислиш за себе. И знам дека ова звучи малку потешко и ќе речев дека нема никаква врска, но веќе од соработка со стотици клиенти, верувај дека ми поминаа луѓе кои што имаат одлично техничко познавање, но продажбата им е слабост. Од друга страна, запознав одлични клиенти, одлични компании кои што произведуваат навистина квалитетна услуга, кои што навистина решаваат огромни проблеми, но она што најчесто го забележувам е дека најголем дел од луѓето имаат мака и мака мачат да дојдат до премиум клиенти и да затворат премиум продажба. Сега, постојат различни теории. Некој вели продавач се раѓа, некој вели продажбата е вештина, некој вели продажбата е наука. И јас се согласувам со што и да кажеш, но едно е важно, повторно ќе кажам. Што ти мислиш за себе е еднакво на колку ти ќе бидеш добар продавач и колку тоа ќе го продадеш, на крајот на денот ти наплатиш. Но, што е поентата за премиум продажба? Во премиум продажба најпрво треба да знаеш дека се живо што до сега си учил за продажба, се живо до сега ако си посетил тренинзи, тактики, техники, затварање, продажба, не знам што. Ако до сега си читал книги, купови, како да продаваш, како да убедуваш, како да не знам што, те молам, земи и фрли ги во ѓубре, оти тоа е најголемата глупост. Премиум продажбата се базира на одбивање, а не на гурање. Значи, премиум продажбата се базира на одбивање, а не се базира на гурање. Еве сега ќе ти го објаснам ова. Сигурен сум дека во животот си имал искуство 100 пати, нели, до сега како 100, можеби 100 пати во неделата ти се случува, да ти бидеш клиент и да, нели, да купуваш некаде. Што најчесто забележуваш? Најчесто забележуваме е дека луѓето најчесто зборуваат на ист речник, користат исти финти или никакви, и дека најчесто луѓето не убедуваат колку е ова подобро од ова, дали треба сега да купиме, зошто ова, а не зошто тоа, најчесто не убедуваат што треба ние да купиме. И сега што е интересно во продажбата, во премиум продажбата. Ако ти како клиент одиш да купиш било кој производ или услуга и одиш на 10 места да купиш, да речеме, еве, тражиш некој специфичен производ или услуга и ти разговараш со 10 луѓе и сите 10 луѓе ти викаат: ние сме најдобри, ние сме најевтини, ние сме најквалитетни, користиме германски материјали, имаме огромна гаранција, имаме одличен тим, за нас клиентите се важни, нас не ни е важно колку ќе заработиме со мала заработувачка, нас ни се важни клиентите, задоволството пред се и супер. И сега одиш во друг продавница или разговараш со друг продавач, најбитно, и он истото ти го зборува. Ние сме најквалитетни, ние сме најуслужливи, ние сме најдобри, Одиш на трето место, повторно исто. 10 места разговараш и сите 10 луѓе ти зборуваат на идентичен начин. Дали се согласуваш со мене дека како купувач, ние кога сме како купувачи, имаме проблем на кој од овие 10 ние да му веруваме? Факт е дека сигурно некој од овие е поквалитетен, понеквалитетен, некој е поевтин, некој е поскап. Факт е дека некој е супер, а некој е лажго. Ама како ние да знаеме кога сите зборуваат на ист речник? Овде започнува драмата и за жал за најголем дел од предприемачи и продавачи, ова цел живот го вртат нон-стоп, зборуваат едно те исто, едните исти работи, најевтин, најквалитетен, и никогаш не ја менуваат лентата, што значи дека никогаш не напредуваат во продажба. Затоа, она е што сакам да ти го истакнам. Во премиум продажбата важи правилото. Се до сега што си учил, се до сега што си научил, се до сега што си експериментирал и се мачел, прво мораш да го заборавиш, за да отстапиш место за ова јас денес ќе ти го кажам, за да можеш да го прифатиш, благо да го експериментираш, да го применуваш полека и забележи ги резултатите. Дали ова што зборува Александар има смисла или Александар што не зборува нема смисла, а дали има смисла или нема, види јас ова го користам и функционира. Изградив 6-цифрен бизнис и ми е одлично.
Истото го прават и моите клиенти, значи функционира. Дали ти веруваш или не, оставам на тебе. Сега, реков дека продажбата, во премиум продажбата, се базира на одбивање, а не на гурање.